Прашањето е, зошто од 100.000 регистрирани индивидуални земјоделци, само околу 1.500 купуваат полиси за земјоделско осигурување. Анализите покажуваат дека има неколку фактори зашто е околу ниско нивото на пенетрација на овој вид на осигурителен производ. Прво, проблемот е на страната на понудата, бидејќи од 11 друштва за осигурување во Република Македонија, кои што се во сегментот на неживотно осигурување, само 4 друштва за осигурување нудат ваков вид на продукти. И вториот најзначаен фактор представува ниското ниво на наречена осигурителна култура или осигурителна едукација на земјоделците. Овој проект е во завршна фаза и ние очекуваме дека негде од втората половина на 2013 година дека сите 11 друштва за осигурување ќе бидат активно вклучени во однос на користењето на предностите од овој проект. Секако дека многу важна алка во продажбата на осигурителни продукти треба да имаат така наречените осигурителни посредници. Како најважен субјект во рамките на ова посредување влегуваат осигурителните брокерски друштва. Тие се јавуваат како интермедијатори помеѓу друштвата за осигурување и крајните корисници. Во моментот во вкупната продажба осигурителните брокерски друштва учествуваат со 26%. Зборуваме за сите класи на осигурување. Тоа значи дека осигурителните брокерски друштва имаат соодветно место на пазарот на осигурување и ние очекуваме дека тие ќе представуваат многу важен канал на продажба. Документацијата се обезбедува лесно, всушност се сведува на пријавување на намерата да се осигура родот, конкретно на некоја земјоделска површина, и со таа пријава што се врши во подрачните единици на Министерството за земјоделство и секако со ангажманот на брокерите кои што ќе застапуваат услови од одредени осигурителни компании, почнува процесот на аплицирање. Со исплатата подосна на обврската од делот на кофинансирањето на земјоделците, всушност се склучува осигурителната полиса, а остатокот од вредноста на полисата се исплатува од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Нас ни беше пресудно прво да дојдеме до некоја согласност и овој меморандум да го подпишеме. Следниот чекор ние заедно со останатите осигурителни брокерски друштва се разбира оние кои ќе бидат заинтересирани да го продаваат овој продукт, да разработиме динамика и тоа да биде во најкраток рок, значи не повеќе од 15-20 дена. Значи како активност која ќе бидеме фокусирани до клиентите. Во зависност од интересот од земјоделците, ние ќе бидеме со какви полиси ќе располагаме. Значи останува на наша задача да утврдиме динамиката, да го реализираме подрачјето кој ќе биде, да ги дефинираме културите и заинтересираните лица кои ќе земат обврска да ги посетат нашите земјоделци. Значи тоа ќе биде краток период.